Денес промовираме алатка за граѓаните и за представниците на деловната заедница по примерот на најнапредните земји од Европската Унија. Со ова уште еднаш покажуваме дека начелото, интересот на граѓаните на прво место се става во пракса. За пуштање на порталот се исполнија комплексни предуслови и се поврзаа веќе развиените системи. Интероперабилност на институциите, Централниот регистар на население, каталогот на услуги, системот за електронска достава на услуги, системот за единствена најава на корисниците, модулот за плаќање на надоместоци и такси. Од денес, информациите за огромен број на услуги од институциите и на централната, и на локалната самоуправа може да ги најдете на едно место. Едноставно достапни, 24 часа секој ден и нема повеќе лутање низ мноштвото на веб страни и портали како што беше досега. Голем дел од услугите за граѓаните се веќе целосно дигитализирани и за нив целата постапка од барање до завршен документ е комплетирана и достапна на едно место на услуги.gov.mk. На самиот портал ќе се плаќаат и надоместоците и административните такси со платежна картичка. Тоа значи дека нема повеќе уплатници и чекање во редови пред банкарските или поштенските шалтери. Од денес, електронски ќе може да се добијат голем број на потврди од Министерството за труд и социјална политика, да се објават неважнички документи од службен весник, да се издаваат потврди и М1, М2 образец од Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, да се земе, односно извади М4 образец од ПИОМ, да се проверат лични податоци од Централниот регистар на население, добиени од вкрстување на податоците од Управата за водење на матичните книги, Министерство за внатрешни работи, Централниот регистар на Република Северна Македонија. За да не застанеме тука, односно за постојано да се зголемува бројот на услуги за граѓаните, потребна е посветена работа од сите институции. Затоа, сакам да ги повикам институциите да бидат активно вклучени во овој процес, да ги верификуваат услугите кои им ги даваат на граѓаните, да ги дигитализираат услугите, да овозможат да бидат достапни на порталот и редовно да ги ажурираат соодветно на законските измени кои ще настануваат. Почитувани граѓани, ја подигаме транспарентноста на нашата работа и во давањето на услугите. Голем дел од нив веќе не зависат од шалтерскиот службеник и ова е уште еден придонес во борбата против корупцијата. Елиминираме сериозна точка, каде што регистриравме појава на мито и корупција во многу наврати во минатите години, па и децении. Градењето на сервисен систем на јавни услуги, на една ефикасна и пријателска јавна администрација, која во центарот на своето внимание секогаш го има граѓанинот, е една од најважните мотивации за оваа влада. Услугите ќе бидат достапни на секаде, на различни уреди, компјутери и паметни телефони.